Трет ден од кампањата на владата помалку трошоци повеќе за тебе. Најголем дел од маркетите го почитуваат законот и на рафтовите ставија налепница која на потрошувачите им покажува дека производот е со ограничена цена и замрзната маржа. Алфа и денеска направи обиколка низ неколку трговски ланци и забележавме дека еден познат маркет не го почитува законот. Иако производите во овој маркет секојдневно се поевтини, сепак немаше ниту една налепница со владината кампања на ниту еден производ опфатен со оваа мерка. Во некои од маркетите имаше налепници, но беа многу мали и речиси незабележливи за потрошувачите. Граѓаните генерално се задоволни, велат дека ваквата мерка од владата е добредојдена и дека на овој начин е ублажен ценовниот шок. Некои не забележуваат големи промени во цените, но вината за тоа ја лоцираат кај трговците. Све лага кај да влеземе, цените се исти. Едно имаш цена на ова на полица, на каса ти го наплатуваат поскапо. Мислам дека има, согласно она што го следиме како одредба на владата и на прифатените мерки. Пишува намалено, кој ќе одиш да видиш друга иста цена. Гледам дека има наслови негде, пишуваат, демек згрижени се за потрошувачите, ама тоа е нешто ситна пара. По маркетите не можеш да приметиш. Некои се придржуваат, некои не. Јали има нешто по 5 по 10 денари, има некој не могу. Мислам дека не. Можеби на некои, ама во глобала не. Мислам дека не ги почитуваат согласно препораките на владата. Дел од граѓаните пак сметаат дека ваквата мерка многу не им помогнала заради тоа што трговците уште од претходно ги покачија цените. Не гледате мало ублажување на ценовниот шок со владините мерки? Не гледаме ништо. Се надаме, мислевме дека стварно ќе има некои намалења, попусти, али не е точно. Не гледам. Не сум приметила намалување на цените. Па има чат-пат што се вика, иначе сето си останува по старо, ништо. Деновиве од Комисијата за заштита на конкуренцијата објавија дека 4 големи маркети и една стопанска комора вршеле картелско работење за да влијаат на цените, поради што е поведена и прекршочна постапка. На 1000 производи од четвртокот па до крајот на април треба да се продаваат поевтино. Инспекторите секој ден се на терен и ги чешлаат маркетите. Од пазарниот инспекторат соопштија дека 20 тимови ќе контролираат во Скопје, а 13 во останатите градови низ Македонија. Директорот на пазарниот инспекторат Владко Стојковски рече дека доколку се утврдат неправилности во работата на маркетите, казните се до 10.000 евра. Со ограничена брута профитна маржа од 5% се продаваат млекото, лебот, брашното, маслото за јадење, јогуртот и киселото млеко, месото и преработките од месо, шеќерот, млечните производи, маргаринот, путерот, конзервираниот зеленчук и овошје, гравот, оризот и тестенините ќе имаат ограничена маржа од 10%. На 15% се ограничува на средствата за хигиена, свежото овошје и зеленчукот, детергентите, бебешката храна, пелените. Како највисока цена што треба да се земе за ограничувањата е онаа што важела на 1 февруари годинава.